Слободан Богдан и Бојан Илич, одма од кога се пуштија и се закања на новинарска екипа. Како се коментира целиот настан? Значи, јас очекувам брза и ефикасна активност на сите институции соодветно согласно своите надлежности. Владењето на правото мора да биде највисок приоритет на сите. Секако заканата од било каков аспект е за осуда од сите во нашето општество. И апсолутно само ефикасноста на системот преку транспарентни постапки со доказите јавно објавени може да значат испраќањето на пораката, да не се повтори никогаш повеќе, истовремено оној што се огрешил да биде казнет. Значи, јас верувам дека првен приоритет на сите во ова наше општество, со најголема одговорност на владеачката гарнитура, се реформите, согласно кој Македонија се движи на нашата евроатлантска агенда. И од тој аспект верувам дека секој ќе продолжи со презимањето на својот дел од одговорност. Ние како представници на владеачкото мнозинство ќе направиме се со широко разбирање за опозицијата, да дадеме шанса да преку еден диалог продолжат дебатите на работни групи за реализација на реформите. Јас го поздравувам ставот на шефот на опозицијата да испрати порака дека реформите се врвен приоритет за сите и секако и тие остануваат посветени на реформите, заради тоа што тие реформи се важни заради европската агенда, но секако и значат живот за граѓаните. Во тој аспект јас верувам дека секаков вид на политичко случување кое што во државата може да се случи и во иднина, нема да го наруши политичкиот диалог, процесот на реформите, донесувањето на законите кои што се императив на агендата, верувам, на сите во Република Македонија. И од тој аспект навистина повикувам на внимание на сите институции, на секој поединец, согласно своите одговорности, посветено, транспарентно и, како да кажам, во постојан диалог со сите да се обидува да се изнајдат решенија за сите се остави во Македонија. Амбасадорот реагираше, но и севкупната јавност, особено експертската, за начинот на кој што беше донесен законот за употреба на јазиците. Кој е вашиот коментар? Дали беше согласно законот и уставот? Председателот на собранието одлучи согласно неговото објаснување кое што го даде во јавноста да постапи во делот на правото кое што го има согласно деловникот за да управува соседниците на собранието. Секако на крајот постојат институциите кои што ќе кажат дали тоа било исправно или не. Дебатата е здрава и нека биде отворена. Но впрочем и никој друг не кажува како очекува да се одблокира собранието. Со 36.000 амандмани јас верувам дека и тоа не можеше да се случи. Секако не е начинот истовремено да се бајпасират некој пат амандманите, но она што за мене е важно да постои диалог. Јас затоа барав една недела дополнително, разговарав со опозицијата, разговарав со сите политички партиципенти и на крајот сите знаат дека веројатно тоа беше преку правото на председателот да управува со собранието. Пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз два пати гласаше за овој закон и еве и овој пат гласаше за овој закон. Важноста е да го оставиме законот да го види светлото на денот. Мене ми е жал што председателот на државата одлучи буквално да не го почитува уставот и објави дека и по втор пат гласање нема да го потпише закон. Тоа не е добро. Тоа е флагрантно кршење на уставот во Република Македонија. И секако институциите немаат право да дозволат тоа така да се случи. Но истовремено за мене тоа значи кукавичлук, да не се дозволи за законот да живее. Заради тоа што ако се пушти законот да живее, конечно ќе реализираме последната правна обврска од Охридскиот договор. И сите ќе видат дека нема да има ни тиранска агенда во Македонија, нема да има ни 17 Албанија во Македонија, дека Македонија нема да биде држава на албанците или не знам кој од малцинските заедници во државата и ќе видат дека ништо нема да се промени во Македонија, кое што ќе ја наруши нејзината заедничка иднина. Јас апелирам да се пушти законот да живее, да се почитуваат институциите. Постои Уставниот суд. Ќе чекаме мислење од Венецијанска комисија. Сите сме преку отворена дебата. Ние овој закон не го гласавме во период после парламентарни избори до формирање на владата.
скришно, заткулисно, како порано се правеше. 9 месеци отворена дебата. Ајде, буквално сите да се фокусираме, да дадеме шанса на ова наше мултиетничко општество, на општество каде што сите граѓани ќе бидат еднакви согласно уставот и ќе ги користат своите права. Дадено е со овој закон едно ускратено уставно право на граѓаните од помалку бројните заедници. Со непотпишувањето се предизвикува и текако можности за било какви проблеми во Македонија. Јас уверувам дека законот треба да се потпише и да се достави до Уставниот суд, да се достави до Венецијанската комисија, но и да се докаже дека во Штип, во Гевгелија, во Струмица не мора никој да зборува албански јазик. Убаво е граѓаните албанци да си го користат својот мајчин јазик во општините каде што се повеќе од 20%, ромите во единствената ромска општина во Европа да го користат својот, турците во Гостивар, србите во Куманово и така натаму. Апсолутно не заборавајќи дека официјален и службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик. И при тоа, овој закон дополнително го прецизира и начинот и употребата и на македонскиот јазик, кој што беше отворена дилема и прашање во државата. Велики има Сега помеѓу групите кои што разговара за реформите на ВМРО и СДСМ и конкретно сакам да ве прашам за законот за политички партии. Дали е побарано од ВМРО и дали е дадено согласно со СДСМ за финансирањето, да има повеќе буџет за политичките партии? Прво се преговара по сите законски решенија, веројатно и двете политички партии преку своите представници и работни групи кои што учествуваат ќе објават кога ќе биде тоа се усогласено и договорено. Јас не би сакал предвремено или преураното нешто да објавам, но ќе кажам дека од представниците на СДСМ имам позитивен фидбек или информации дека добро течат работите. Се работи за еден пакет поврзан со реформските процеси, но и она што значи усогласување во државата, како што е изборното законодавство. Убаво е навремено да дискутираме, не само во очи на изборите. Во рамките на тоа изборно законодавство, јас нашиот концепт го соопштив за кој што се залагаме една изборна единица, професионални институции, значи ДИК да биде административен орган, а да учествуваат политичките партии 6 месеци пред изборите. Отварајќи ги вака законите, се отвори и прашањето за финансирањето на политичките партии. Секако тенденцијата ја прифатив од работните групи и ги испратив представниците на СДСМ да поддржат концепт кој што ќе ја заекне независноста на политичките партии и политичарите од екстерното финансирање. Тоа значи од донации, физички или правни, кои што секако политичарите и партиите ќе ги направи понезависни во иднина. Тоа значи дополнителна финансиска можност за финансирање на политичките партии согласно трошковници, кои што се знаат транспарентно кои се, за да можат граѓаните да знаат зошто од буџетот се финансираат овие пари, но и современо и политичарите да не бидат зависни од било какви центри на моќ. Најавивте реконструкција во владата. Кога ќе се случи и кои може ли да кажете во кои ресори барем кои може да бидат? Значи реконструкцијата на владата пред се ќе биде предводена и ресорите во евентуалните промени согласно договорите со политичките партии и пратениците кои што би прифатиле програмата на владата и влез во парламентарното мнозинство. Од тука ќе тргнат и преговорите за ресорите, а истовремено и за кадрите кои што ќе бидат на маса понудени во овој дел на реконструкција и промена на одредени кадровски структури во државата. Значи, уште еднаш напоменувам, почнуваме процес на зголемување на парламентарното мнозинство во државата. Овој процес значи сериозна порака на испраќање до граѓаните, до стопанството, до општеството. И имаме намера преку посилно и стабилно парламентарно мнозинство да носиме сериозни одлуки во Република Македонија, кои што сите знаеме дека се на повидок и доаѓаат. Апсолутно ќе разговараме со сите кои што имат намера во еден ваков концепт на едно општество за сите, оние кои што се придржуваат за вредностите на ова владеачко мнозинство, а тоа апсолутно е со законот за езиците, е апсолутно определено и во кој правец ќе се движиме. Луѓето кои што не даваат шанс на едно општество за сите како концепт, јас и не верувам дека може да бидат дел од парламентарното мнозинство. Тие кои што даваат шанса, вредно е да разговараме со нив, заради тоа што некој од нив и досега беа опозиција, а даваат поддршка на вредности кои што значат едно општество за сите и секако општество кое што е посветено на реформите и евроатлантските интеграции на Република Македонија. Така да
веројатно ќе разговараме со сите опозициони политички партии, освен со ВМРО-ДПМН. Уште едно прашање. Во вчерашниот извештај специјалната обвинителка реагира дека се уште не е решен законски статусот на тоа обвинителство и покрај заложбите, но и дека собранието ги нема донесено законите кои што ги бара веќе поодамна, тоа се законот за укажувачи, за приватност, за заштитени сведоци. Докаде е оваа работа кога веќе говориме нели за закони и за владење на право? Она што го добив како информација од работните групи е дека законот за заштитени сведоци, законот за следење на комуникациите, некои слични закони се или целосно согласени или на крај на согласување. Убаво е тие закони да бидат гласани и од власта и од опозицијата. Така ќе има посериозна гаранција за нивното почитување, не само правно формално, тоа мора да биде така кога ќе се донесе закон, туку самиот дух на законот да го даде својот резултат. Во делот на правосудските реформи, законот за судство, законот за судски совет и другите закони кои што се буквално тема на преговорите, низ тие закони преку судските реформи ќе се реши и трајно иднината на специјалното јавно обвинителство. И благодарам на сите.